скрпен живот. Вака може накратко да се најави ова издание на Трилинг, имајќи во предвид дека од ден во ден се покачуваат цените на производите. А од денес поскапе и струјата за 7,4. Синдикатите бараат покачување, владата се уште преговара со синдикатците. Во ово издание на Трилинг, мој соговорник е министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска. Министерке, на почеток, имавте храброст да се соочите со демонстрантите пред неколку месеци, да отворите диалог со нив во однос на негодувањето и покачувањето на минималната плата. Зошто сега го проблематизирате барањето на синдикатите? Не се работи за храброст, се работи за обврска. Економско-социјалниот диалог се води во рамки на Министерството за труд и социјална политика и впрочем е еден од високите приоритети на оваа влада. Во минатото сме сведоци дека голем број на политики кои што го допираат правото од работен однос се носеа надвор од социјален диалог и надвор од сослушување или диалог со синдикатите, со работодавачите, со работниците за кои што овие политики се наменети. Од 2017 година наваму социјалниот диалог е еден од приоритетите на владата. Секоја политика која што го допира правото од работен однос мора да помине низ диалог. И затоа и на 1 мај излеговме со вице-премиерот Бетики пред работниците и пред некој ден представниците на Сојузот на синдикатите беа во рамки на генералниот штрајк, беа пред Министерството за труд и социјална политика, излегов да ги поздравам и да кажам дека социјалниот диалог продолжува. Да се има систем кој што ќе гарантира постојан раст на платите и платите во јавниот сектор ќе ја следи зголемувањето на инфлацијата и зголемувањето на просечната плата. Меѓутоа, не ви се ли чини дека со покачувањето на најниската плата всушност се поремети системот на наградување во јавниот сектор, кај компаниите? 9.000 денари имавме минимална плата до 2017 година. Сега имаме 18.000 денари минимална плата, што е за 100% повеќе. К15 најмалку 9.000 денари. Тоа се значи 3 пати по 2806 денари. И нов општ колективен договор. Тоа е решение кое нема да биде ад-хок решение во моментот. И во социјалниот диалог, кога разговарате со социјалните партнери, не може вие да не отстапувате од вашите барања. Мора да имаме компромис и во понудените барања и во прифаќањето на понудените решенија. Да бидеме конкретни, што за вас би било компромисното решение со синдикатот? К15 до крајот на 2022 година, кој што не го барат, ние им го даваме, К15 во органите на државната управа, значи согласно колективниот грански договор во УПОС, седнување заедно на маса и донесување на нов закон за платите во јавниот сектор, што ќе значи нова методологија и постојан раст на платите, системско решавање на проблемот и нов општ колективен договор каде што ќе доуредиме дополнителни права на вработените во јавниот сектор. Да бидеме реални, дали овие поскапувања, без разлика што успеавте да ги зголемите како така платите, ќе бидат доволни за едно четворочлено семејство да го преживее месецот? Во поскапувањето на цените не е проблем само во Република Северна Македонија. Е глобален проблем. Цените растат насекаде во светот. И во земјите во обкружување, и во стабилните економии, значи во најразвиените европски држави, па и многу пошироко цените растат. Она што треба владата да го направи е како да го намали притисокот на растот на цените врз стандардот на граѓаните. Тоа го правиме во изминатиот период. Ние носиме пакети на мерки. И во времето на ковид кризи, 26 мерки владата ги донесе на почетокот на оваа година, со која што го ублажи притисокот на економската и енергетската криза. Владата субвенционира
80% од сметките за електрична енергија на домаќинствата. Донесовме мерки со кои што дадовме дополнителни средства на пензионерите. Донесовме измени на законот за пензijско и инвалидско осигурување за осогласување на пензиите со трошоците на живот и со растот на просечната плата. Во септември пензионерите ќе го добијат ова осогласување и ќе биде одлично покачување и дополнителен буџет во семејството. Правиме во моментот заедно со министерот за финансии, правиме нов пакет на мерки за да од септември знаеме дека не само кај нас зимата ќе биде тешка глобално во светот, за да можеме да излеземе во пресред на граѓаните во социјален ризик, на приватниот сектор, на реалниот сектор, се креираат нови пакети на мерки кои што ќе придонесат да барем малку се ублажи ударот од сите предизвици со кои што како држава се соочуваме. Можеме да го издржиме во темпо на перманентно задолжување? Согласно разговорите со министерот за финансии, можеме, затоа што не се фокусираме на одделување на буџет само за раст на плати. Имаме зголемување во Министерството за труд и социјална политика, имаме зголемување од 31 милион нови дополнителни средства за капитални инвестиции во детската заштита. Градиме нови градинки. Имаме зголемување на средствата и за поддршка на општините за пресред на енергетската криза, во пресред на зимата која што ни доаѓа. Знаеме дека општините се соочуваат со проблеми во подмирувањето на трошоците, особено за градинките зборувам, пошто сум министер кој што во чиј што ресор е детската заштита. И затоа со новиот ребаланс ние одвојуваме дополнителни средства за поддршка на општините во делот да може да ги подмират трошоците со електричната енергија или енергијансот кој што го користат. Значи не зборуваме само за покачување на плати. Во буџетот имаме дополнителни средства за поддршка на приватниот сектор за раст на платите во државата. Министерке, сите зборуваат за покачување на плати, а никој не говори за вреднување според сатница на сработеното, како што е најчесто во делот западноевропските земји. Зошто тој принцип не се користи кај нас? Кај нас имаме работното време е регулирано согласно работната недела. 40 часа работно време во неделата и исплатата на платите се врши според тој принцип. Значи 40 часа работна недела или од прилика 168 часови работно во... Добро, но јавно тајна е дека административците, например, ќе судрат рано изутрина со картичките, ќе се очукаат дека влегле, па потоа 6 часа ги нема, ќе дојдат, ќе се одјават и толку. И исполните се тие 8 часа. Тоа сакав да кажам. Растот на платите треба да го следи испораката на услугите кон граѓаните. И кога зборуваме за раст на плати во јавната администрација, треба да има и реформи во јавната администрација. Реформата не значи отпуштање од работа, далеку од отпуштање од работа на административците. Значи, за квалитетот и ефикасноста на администрацијата е сосема друга тема. Квалитетот на услугата што тој административец ќе даде кон граѓаните. Државните институции се сервис на граѓаните, така е. И секој треба да биде платен според сработеното. И новиот закон за плати кој што го работиме е токму во таа насока. Според учинокот да биде платен секој. Да се мерат перформансите на секој вработен и да се мери услугата што секој вработен ја дава кон граѓанинот. Министерке, имаме недостиг од работна сила. Се сеќавам дека уште во мандатот на екс-премиерот Заев се промовираше идејата за увоз на работна сила. И дел од компаниите, и дел од бизнисмените со кои сум имал можност да разговарам, велат дека ние имаме кадри кои се подготвуваат за надвор, а не за да одговорат на предизвиците
на домашните компании. Ќе увезуваме кадри од странство? Недостигот на работна сила е проблем на кој што треба да му пристапиме од повеќе аспекти. И не е проблем кој што се создава за година, 2 и 3. Ако ги земаме наназад политиките во образованието, беа погрешни. Не може над 90% од средношколците кои што завршуваат средно образование да се запишуваат на факултет. Всушност, ние продуцираме кадри со високо образование, а ги немаме квалификувана работна сила. И затоа реформи во образованието се неопходни и тие реформи треба да бидат комплементарни со реформите во трудовите политики. Мораме да имаме хармонизација на трудовите политики со образовните политики, за да имаме и доволно работна сила, меѓутоа да имаме и квалификувана работна сила. Оперативниот план за вработување кој што е во надлежност и го креира Министерството за труд и социјална политика, токму тоа го прави. Да можеме... Што прави? Да. Домување на партиски кадри? Не се вработување на партиски кадри, затоа што оперативниот план е наменет за приватниот сектор. Таму каде што недостасува работна сила. Треба да е перцепцијата на вработување на партиски кадри не треба да толку да ја нагласуваме, затоа што и не е така. Верувајте. Посебно во приватниот сектор. Приватниот сектор не гледа кој од која партија, гледа дали е квалификуван за работното место за кое што му треба. Оперативниот план за вработување е една политика која дава одлични резултати, особено за задржување на младите овде, преку мерката за самовработување. Мерката самовработување на 2000 невработени лица кои што се евидентирани во Агенција за вработување, им нуди подршка од државата од 5000 евра за да отпочнат собствен бизнис. И таа мерка е 100% искористена, реализирана. И затоа од година на година ние го зголемуваме бројот на и буџетот и бројот на лицата кои што ќе ја користат оваа мерка, затоа што дава одлични резултати и ги задржува младите тука и ги насочува кон приватниот сектор. Почитувани гледачи, следите интервју со министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска. Министерка, ви изгледа ли логично по секоја цена да го туркате законот за работни односи и за продолжување на работниот стаж на судиите во ситуација кога една од главните забелешки на Европската унија е дека правната сигурност можеби ни е најслабата карика. Имаме толку недостиг од работна сила, односно имаме недостиг на суди, па по секоја цена се обидувате да им го продолжите работниот стаж на судиите? За кој? Имаше големи забелешки за дел од нив. Се разбира дека се виновни за состојбата во која е доведено македонското судство и правосудство. На 1.7.2022 година ќе заминат во пензија 60 суди и 13 јавни обвинители. До крајот на 2023 година ќе заминат дополнително уште 100 суди и јавни обвинители. И ова остава можност да немаме доволно кадар суди и јавни обвинители, затоа што од академијата излегуваат некаде првите 60 излегуваат на крајот од оваа година. Тие што почна сега да слушаат за суди и јавни обвинители на академијата ќе завршат дополнително 90, ќе завршат некаде во 2023 крајот. Значи се соочуваме со недостиг на суди и јавни обвинители. Се соочуваме со можноста да граѓаните не ја добијат потребната услуга, правдата, затоа што ќе немаме доволен број на суди и јавни обвинители. Како велат? За доцната правда е исто така неправда. И од тие причини беа поднесени измените на законот за работни односи да се продолжи на одреден период, следните 3 години, додека Академијата на суди и јавни обвинители
создаде кадар кој што ќе ги замени овие суди. Политиката на ВМРО и начинот да никако правдата не стаса до граѓаните, го направија тоа да синоќешната седница биде прекината. И законот не биде вчера ставен на дневен ред за да може за дискусија по истиот. Видовме сцените од насилството во комисиите, во кои што беа амандмани кои што се нелогични, значи само да се даде амандман и да на крајот на денот повторно граѓаните губат со тоа што нема да имаат правда навреме. Министер, ќе потекнувате од Струмица, доаѓате од Струмица. Кога последен пат сте се виделе со екс-премиерот Заев? Екс-премиерот Заев ми е другар многу одамна, затоа што јас сум израсната во Струмица. 20 години сум во Скопје, кај што работам, меѓутоа често одам за Струмица. И нашата дружба и пријателство трае и понатаму. Значи, повеќе се слушам на телефон, затоа што, ви реков, не ми е Заев пријател од која стана премиер, Заев ми е другар, уште од студентските денови. Ви остави како некаков политички аманет да ја реализирате ова првична негова идеја околу зголемување на најниската плата. Кога реално може да очекуваме 500 евра да биде минималната плата? Или најниската плата, ајде да речем? Најниската плата, ветувањето беше 18.000 денари да биде минималната плата, 500 евра или 30.000 денари да биде просечната плата. И тоа во моментот го имаме. Имаме минимална плата 18.000 денари, имаме просечна плата од 31.554 денари. Растот на платите ќе следи и понатаму. Ќе имаме раст и со измените на закон за минималната плата и новата методологија е системско решение кое што секоја година ќе носи постојан раст на минималната плата. И затоа и на почетокот ви реков, значи не треба да сме фокусирани на популистички мерки, на адхок решение, туку на градење на систем. На крајот, како ги доживувате? Сега ве прашувам не како министерка, туку како обичен граѓанин, овој парламентарна рашомонјада, партиски и пратенички воајеризам, кој денови го гледаме на малите екрани, овој вулгаризам на релација власт-опозиција, на некој начин, кратко кажано, недоличен и некултивиран однос меѓу власта и опозицијата. Тој говор на омраза и ни социјалните медиуми, говор на омраза, насилство во парламентот. Сведоци сме пред некој ден, двете комисии ги водат жени. И комисијата за европски прашања, заменикот председател е жена, и комисијата, законодавно-правната комисија, председателката е жена. Тоа насилство што беше од опозицијата кон председателките, па и кон останатите пратеници од позиција, е недозволиво. И треба институциите да влезат и да видат, да утврдат одговорност на ваквото насилство. Не смееме да дозволиме во социјалните мрежи да се шири таков говор на омраза и насилство од омраза. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и вас на поканата. Поштовани речи, тоа беше министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска.